Вести на Канал 8. Добар ден. Поголем број крави биле задавени во селото Пресека од волци кои што ги нападнале животните. Сточарите од овој дел велат дека вакви напади од крволочните животни се случуваат често, па бараат да се преземе нешто за спречување на немилите настани. Поголем број крави се задавени синоќа во селото Пресека од волци кои што ги нападнале говедата и ги умртвиле. Сточарите кога дошле утрово ја забележале катастрофата, кога на поголемо растојание меѓу себе ги здогледале мртвите животни. За 6 крави сточарите веќе знаат, но се претпоставува дека многу поголем број крави се удавени синоќа во селото Пресека од волците. Вакви случаи се случуваат многу често во овој дел од планината, посебно во оваа и во претходната година, кога ловот е забранет. Дали можеби хајка на волци може да ги ја спаси стоката од вакви состојби? Има тука 2-3 негде удавени. Видено, а има надолу може повише. Од онаа страна има негде 5-6 кажуват. Од другата страна удавени. И така, врци има пуно, браниме се. Некна ја ги видохте, тука те горека, јас бех горека, тука 2 на идоа. Тука 2 на идоа, јазика онаде, 2 на идоа, ја ги видох онаде како не бех и моите ломти направи. Ја имам 17-18 со стелиња. И со сетира се браним, одим со сетира, со такова, немаме оружје и така. И некна тука онадеха на мен нападнаа и избегаа. И онаде ја ги изгони и посека ја ги натам врна онаде и после се понапаѓали по овие онаде и вчера се ги овие тука онаде оваа сад удавили, онаму кој има една удавена. И има надоле, још и гледам и тука гледам надоле има испопаѓано, изгледам надоле кабаѓи, а до нас страна близико има там негде 5-6 кажуват. Ајка организира преку општината. Едноставно преку општината, ајка да се организира, да дојдат, да прошетат, да унаат, да се истепа, да се намали што друго. Инак нема да има стока, народ не може да чува, мора да ја продае. Сточарите велат дека самите собственици на животните треба да внимаваат да не доаѓа до вакви немили настани, а не да ги пуштаат на милост и немилост. Стоката не е крива, него е крив газдата. Он зима субвенции за тие таква, он има право, плаќат му овчар, говедар да речеме, како штаму, да плаќа осигуран, да се да дава давачките, државата му не онаде, а он не ги плаќа, он не ги рани ни зима ни лете. Цело лето се тука, цело зимо се тука. Хајката, ако ги погнат вуците од тука, ќе одат горе у другото село, ќе одат у третото село. И таму стока има. И таму ќе напаѓат. Оно е диво, гладно е, и оно дека најде таму прае. Направената штета доправа ќе се утврдува, велат сточарите, но јасно е дека мора да се стави крај на ваквите настани, заради животните и заради штетите кои што ги прават крволочните животни. Ловното здружение Осогово не е концесионер на ова место и затоа се оградува од било каква информација во врска со задавените крави. 2 семејства во Виничко Блатец од вторникот се без покрив над глава и без децениската заштеда. Во пожарот кој што избувнал наутро изгорела речиси целата покукнина. Пожар го пеплоса имотот на двајца браќа во Блатец. Започнал од кровот, а заради трската брзо се проширил на горниот кат, па стигнал и надолу. 4 возила на територијалната противпожарна единица во Виница, 10 пожарникари и 10 граѓани учествувале во гасењето на истиот, откако неколку минути пред 9 часот бил пријавен во пожарната во Виница. Дождот кој врнеше цел ден не им помогнал во сузбивањето на пламените јазици, така што набрзо пристигнало и возило на единицата од Кочани. Пожарот бил локализиран за 1 час, а целосно ставен под контрола дури после 3,5 часа. Димот први го забележале соседите. Оте грезорек не е плоч. За това така. Изгореше. За саат време изгоре. Викате пожарна, и туку избуна пламено нагоре. Правичните информации од надлежните инспектори и пожарната во Виница говорат дека штетата е голема, но проценката на изгореното собствениците доправа ќе ја калкулираат. Со куќата изгорела и целата заштеда кај етниот од браќата. Станува збор за сума од 5500 евра. Ја бех туа, дрво ќе цапех, а комшик имам тука над мене, озгоре, еднака комшик. И зачуре нивно дел. Зачуре отат. Жената беше спаднала, козите да му се. Излази, куќата изгоре.
додека не знаат, додека ја црвото да приклуча, пламна, чуреш, не мога да прида. И додека пожарното дојде, половица да мина. И тоа се случи. Од тад почна од нивно дел и мој изгоре. Се живо изгоре. 5000 евра ми изгора и 4000 наши пари. Од две кути беа, кутите са на лице место во видеа. Чувал сам мачил, и деца сам мачил, само да се најдат за еден ден. Иако причините не се утврдени, сепак неофицијално електричен спој го предизвикал пожарот. Горе од крово е почнено, како слушам, како кажуват, од крово, веројатно на струјата се повеќе. Нема како друго јаче да видат и што са брат ми во другата страна што живее, не користи од тука мислоги. Па горниот спрат се што имаше намештај на сино на децата, а од долниот спрат спасиме, многу народ имаше, па ги износиме, пошто слаби беа, многу тешко идеше со гасењето. Горе додека гореше, оно ние долу од има 3 спрата куќата, горе износиме тегот, багашове се. Инаку за противпожарната единица во Виница ова е најголемиот пожар во 2016 година, а само во септември виничките пожарникари интервенирале во 7 случаи на отворен простор. Набавката на нафта за затоплување на основното училиште во населбата Оризари се уште не е завршена. Со распишаниот тендер за избор на снабдувач се предвидува да се потрошат околу 10.000 евра, со кои ќе се обезбеди потребниот енергенс пред новата грејна сезона. Во основното училиште Крсте Петков Мисирков од Оризари во тек е постапката за обезбедување нафта за затоплување на институцијата, а за што е распишан и јавен повик за избор на снабдувач. Според техничката спецификација се планира пред предстојната грејна сезона да се обезбедат потребните количини нафта од 18.000 литри, за што би се потрошиле 600.000 денари. Со овие количини ќе се затоплуваат училниците и другите помошни простории во објектот. Во јавниот повик стои дека количината е максимална, а квалитетот на нафтата треба да одговара според правилникот за квалитет на течните горива. Основното училиште од Оризари, кое се јавува како нарачител на услугата, се обврзува плаќањето на испорачаните количини да биде во рок од 60 дена, а средствата за реализација на договорот за јавната набавка се обезбедени од буџетот на Република Македонија преку буџетот на општина Кочани на сметката за наменски дотации. Тендерот за јавната набавка на нафтата за грејење трае до 14 октомври, пошто доколку нема пречки во постапката, истата би требало да се реализира до крајот на годината. Тимот од основното училиште Малина Попиванова, што ја изработи училишната веб страница и победи на државниот надпревар за најдобри училишни веб страници на прием кај градоначалникот Димитровски. Тоа е голем успех како за училиштето, така и за целата општина, а представува и поттик за труд кај идните генерации, беше речено на приемот. Ученичката Моника Тодорова, заедно со наставничката по информатика Сања Тодорова и директорот на основното училиште Малина Попиванова Ивица Цимбалевиќ на прием кај градоначалникот Димитровски. Причината освоеното прво место во Републиката за најдобра училишна веб страница, кое што го доби Кочанското училиште. Имено на објавениот јавен повик за аплицирање во Министерството за образование и наука за најдобра училишна веб страница, предметниот наставник по информатика Сања Тодорова заедно со ученичката Моника Тодорова изработиле училишна веб страница и формираната комисија од страна на Министерството за образование и наука, Министерството за информатичко општество, Факултетот за информатика и Бирото за развој на образованието, училишната веб страница на основното училиште Малина Попиванова во категоријата основни училишта ја избра како најдобра во Република Македонија. Ова представува голем успех и поттик за поголем труд во иднина. Моментално учам во приватно средно училиште Сабак како стипендист. Во основното училиште Малина Попиванова изработи веб страна за надпревар организиран од Министерството. Веб страната ја изработив преку кодови во програмски јазици, односно без користење на рачен темплет и сите кодови беа рачно напишани. По изработката на веб страната имавме презентација во Скопје, во Министерството и после презентацијата беше одлучено и нашата веб страна беше избрана како најдобра во државата. Ученичката работеше вредно, беше упорна до крај. Ја изработи во програмски јазици, секако
нели, тоа е малку посложена, област, и еве бевме изберени за најдобриот, најдобрите. Ние прво секако треба да ги детектираме овие ученици, потоа нели да им помогнеме и секако Моника треба да биде пример за останатите. Наградата им беше доделена во Скопје, им ја врачи министерот за образование и наука Спиро Ристовски. И градоначалникот Димитровски им даде скромни подароци и им посака поголем успех во иднина. Победничките училишта за освоените први места беа наградени со по една интерактивна табла. Новиот повик за учеството на надпреварот е објавен на страната на Министерството, а ќе трае до 31 мај 2017 година. Денот на македонското востание во Окочани беше одбележан со традиционалното положување свежо цвеќе на спомен обележјата. Во активностите се вклучија представници од Сојузот на борците, од општинската администрација и од Советот на општината, како и членови на Сдруженијето Јосип Броз Тито. Неработно, скромно и без поголеми свечености помина прославата на 11 октомври во Окочани. Букети и свежо цвеќе на споменикот на слободата на Лукубија положија делегации од локалната самоуправа и од Советот на општината, како и членови на раководството на Сдруженијето на борците од Кочани. Своја делегација на положувањето цвеќе имаше и Сдруженијето на граѓани Јосип Броз Тито. При тоа, представниците од делегациите им оддадоа почит на сите борци од Кочанскиот регион кои се вклучиле во антифашистичкото востание на македонскиот народ и кои за слободата ги дали и своите животи. За представниците на Сдруженијето на борците, 11 октомври е еден од најсветлите датуми во македонската историја. Денес е двоен празник на Република Македонија. Ден на востанието на македонскиот народ и Ден на борецот. На 11 октомври 1941 година Прилепскиот партизански одред бил организиран во 3 групи и било договорено нападот на Прилеп да се изврши вечерта кога градскиот саат ќе означи 22. И така групите сите на своја задача. Била извршена задачата, после сите борци собрале под маркови кули, извршили пребројување, немало ниту еден загинат или ранет наш борец. Наредниот ден веќе се слушнале истрелите и во Куманово. Во одбележувањето на празникот се вклучија и членови на Сдруженијето на граѓани Јосип Броз Тито. Тие дојдоа во паркот на Револуцијата, каде положија свежо цвеќе на бистите на кочанските првоборци Љупчо Сантов и Раде Кратовче. При тоа со едноминутен поздрав им оддадоа почит за придонесот во народно-ослободителната борба. Исто така, членовите на Сдруженијето положија свежо цвеќе и на споменикот на председателот на Крушевската република Никола Карев, како дел од одбележувањето на празникот на македонските борци. При тоа рекоа дека 11 октомври и по 75 години има големо значење во нашата историја и за раѓањето на државата. Ако не беше 11 октомври, знае се што беше Вардарска Македонија у Краљевина Југославија, беше Вардарска Бановина. Бидејќи македонскиот народ заедно со другите југословенски народи стана на оружјено востание против окупаторите, со тоа и со дадените 1.700.000 жртви на територијата на Југославија, ја добивме оваа наша денешна држава. Трендов додаде дека активностите на Сдруженијето Јосип Броз Тито во одбележувањето на значајни датуми од историјата ќе продолжи и во иднина, при што тоа наидува на се поголем одзив меѓу граѓаните, што според него е потврда од и нивната определба се препознава како непартиска и неполитичка. Од четврток 13 октомври започнува 25-та меѓународна манифестација Денови на Кочанскиот ориз 2016. И годинава се предвидени богати содржини и настап на групи од странство. Обичајот за жнејување не изостанува ниту оваа година. Од 13 октомври, четврток, стартува програмата за одбележување на 25-та јубилејна манифестација Денови на Кочанскиот ориз 2016. Во текот на сите 4 дена од манифестацијата ќе има доста интересни содржини. Уметниците ќе работат на петата ликовна колонија Свети Пантелеймон 2016, кога на последниот ден ќе биде прогласено најдоброто уметничко дело од колонијата.
На првиот ден, освен отворањето на колонијата, е предвидено посета на гостите на знаменитостите во општината. На 14 октомври организирана посета на гостите на знаменитости надвор од општината и настап на гостите во околните општини Македонска Каменица и Зрновци. Изборот на четварската убавица е закажан за 14 октомври, петок во 18 часот. В сабота на 15 октомври гостите, делегациите и културно-уметничките друштва ќе бидат примени кај градоначалникот. Истиот ден следува културна забавна програма под наслов "Твориме во чест на Оризот", со настап на децата од градинките, училиштата, хоровите, децата од фестивалот Музички бранови, фолклорните друштва од општината и групите од странство. Ке се делат и специјалитети од ориз, сутлијаш, лапа и пилав. Главните случувања се закажани за недела на 16 октомври, кога ќе биде извршен обичајот за жнејување и вршидба, кои што годинава ќе се одвиваат на нива од Институтот за Ориска и Грдовски пат, пропратено со настап на фолклорна група за жетвар скоро. Истиот ден во 12 часот во паркот програмата продолжува со прогласување на најдобар земјоделец на годината, најдобра фотографија за кочани, како и најдобро уметничко дело со мотив од кочани од ликовната колонија. Последниот ден од манифестацијата на 16 октомври во 12:30 часот, според програмата, е предвиден концерт на Љубојна и Џамбо Агушев во паркот на Револуцијата. Ќе се организира и изложба на делата од ликовната колонија Свети Пантелемон 2016. Етно катче, трпеза со традиционални јадења подготвени од урбани заедници од општината. Православните верници в петок ќе го учествуваат празникот Покров на Пресвета Богородица. Слави и Кочанската црква, бидејќи крстилницата во храмот во Кочани е посветена на овој празник. Крстилницата во црквата Свети Великомачени Ѓорѓе во Кочани го слави празникот на која е посветена Покров на Пресвета Богородица. Свештениците најавуваат ден пред празникот ќе се служи вечерна богослужба, а на самиот празник утрена богослужба и света Златоустова литургија. Утре со почеток во 16:30 часот во крстилницата ќе се отслужи празнично вечерно богослужение, по кое богослужение на сите присутни верници ќе им биде поделена вечера во организација од свештенството при храмот посвета на Светиот Великомачени Ѓорѓе во Кочани. Ги покануваме сите оние кои што сакаат да ги упатат своите молитви кон Богомајката да присуствуваат на вечерната, исто така сите се поканите на вечерата. Ќе искористам само приликата да апелирам, а воедно и да замолам сите оние кои ќе присуствуваат со себе доколку се во можност да понесат прибор за јадење, со што би ни помогнале, ни улесниле околу организацијата. Култот кон Пресвета Богородица е доста расширен меѓу кочанци, кои ја сметаат за покровителка и заштитничка на христијанскиот род. Настанот што црквата го споменува и празнува на 14 октомври го докажува неотстапното покровителство на Пресветата Дева над православните верници. Преку празнувањето на нејзиниот покров, верниците се потсетуваат на тој настан и нејзиното постојано покровителство над христијаните. Следуваат спортските информации. Младинската екипа на женскиот фудбалски клуб Кочани е победник на фудбалскиот турнир што по повод празникот 11 октомври се одржа во Струмица. Девојчињата од генерацијата 2002-2003 ги совладаа своите противнички од домашната екипа и заслужено се најдоа на првото место. Под покровителство на општина Струмица, а како дел од програмата со која што се одбележа празникот 11 октомври, овој град беше домакин на петиот традиционален фудбалски турнир за девојчиња. Право на настап имаа фудбалерки родени 2002 година и помлади, а своето учество годинава го пријавија женските фудбалски клубови Тиверија од Струмица со 2 екипи, како и женскиот фудбалски клуб Кочани, Габер од Кавадарци и Победа од Валандово. Нашите девојчиња постигнаа 2 победи, со што го освоија првото место. Турнирот се играше во 2 групи, при што во групата А девојчињата од Кочани се сретнаа со А екипата на домакинот Тиверија, а надпреварот во регуларниот период заврши нерешено 1:1. По изведувањето на пеналите, женскиот фудбалски клуб Кочани беше подобар и победи со 2:0. Во групата А нашиот тим се сретна повторно со домакинот, екипата на Тиверија А, и ја совлада со 4:1. Како дополнително признание за одличната игра на нашите девојки,
Наградата за најдобар голман и припадна на Ана Апостолова. Иако беше најавено дека надпреварите на турнирот ќе се играат на вештачка трева на отворен простор, поради дождливото време беа одиграни во спортската сала на Средното општинско училиште Димитар Влахов во Струмица. Уште една информација од спортот. На фудбалските терени на кои настапуваат екипите од третата Лига Исток се играше фудбал. Осогово постигна нова победа на гостувањето во Пехчево, со што се најде меѓу најдобрите на табелата, додека Виничка Слога 1934 доживеа пораз на домашен терен. Доцниот старт на овогодишното првенство во третата фудбалска лига Исток е причина за забразување на динамиката на одигрување на надпреварите во есенскиот дел. Поради тоа, за време на празникот 11 октомври, само 2 дена по одигрувањето на 6-тото, се одиграа и надпреварите од 7-то коло во првенството. Фудбалерите на Осогово, кои и гостуваа на екипата Китго Пехчево, се вратија со победа од 2:0. Ваквиот успех на жолтосините им донесе 3 нови бода и искачување меѓу најдобрите 4 екипи на врвот на табелата. Головите за кочанскиот третолигаш ги постигнаа Натков и Тодоров, со што ја обезбедија 4-та победа во низа за својот клуб. Консолидирањето на играта во последните неколку кола и освојувањето на бодовите и на домашен и на гостински терен за екипата треба да биде дополнителен мотив да проложи со истиот пристап, доколку сака да ја реализира најавата од пред почетокот на првенството дека ќе атакува за врвот и пласман во второлигачкото друштво. Во моментот Осогово со 15 бода го дели првото место со Беласица, Овчеполи и Плачковица, кои имаат подобра гол разлика од нашиот тим. Фудбалерите на Слога 1934 од Виница пак и во ова коло им донесоа разочарување на своите навивачи. На домашен терен загубија со 2:4 во комшиското дерби со Каменица Саса и наместо нови бодови останаа со празни раце. Новиот пораз ги зацврсти виничани на дното на табелата, при што со само 6 бода се на 12-тото место. Почитувани, толку во вестите на Канал 8, информациите ги имате и на нашата веб страница kanal8.mk. Следете не. Довидување.